препораки и предлози се комплементарни, ако не и идентични со препораките и предлозите како на МОСТ, така и на други релевантни организации и институции во земјата и во странство. Ако ми дозволите, јас прво со сиот ризик Државната изборна комисија да испрати уште едно соопштение до јавноста во која ќе го карактеризира Цивил и МОСТ како организации штетни по процесот и по работата на оваа институција, а потоа со ризик да добиеме уште едно додатно писмо, не знам дали вие во МОСТ добивте уште едно писмо на адреса, во кое дополнително се критикува жестоко работата на нашите организации. Сепак би сакал да проговорам накратко за легитимитетот. Видете, како последица или за последиците од работата на институциите накратко зборуваше Дарко, но државата во Република Македонија, користејќи ги своите инструменти и сите останати полуги, во изминатите години направи сериозни действија кои избирачкиот список го сведоа на еден алваџиски тефтер кој може лесно да се злоупотреби и со него да се манипулира волјата на гласачите во Република Македонија. Ние зборуваме за многу сериозни системски интервенции во кои има сериозни кривични дела. Впрочем, како што знае јавноста, дел од тие кривични дела сега се предмет на работата на специјалното јавно обвинителство. Ние како организација во изминатите години, а така и во изминатите месеци додека траеше обидот да се легитимира Државната изборна комисија, дојдовме до навистина фрапантни податоци. Не зборуваме веќе за еден фолклор во кој некој направил некој трик со кој ја заобиколил законската регулатива. Ние зборуваме за институции кои системски, користејќи ги законите, користејќи ги процедурите, а пред се користејќи го персоналот свој, внесувал интервенции, лажни податоци и ја создал забуната, овој лавиринт во кој сега ние се наоѓаме. Избирачкиот список не е подобар од она, или не е многу подобар од она што беше претходно. Државната изборна комисија во овој процес го изгуби легитимитетот. Тоа се случи затоа што Државната изборна комисија не успеа да се издигне над политичките интереси. Ние внатре имаме партиски борби, наместо да имаме професионално тело кое ќе се занимава со избирачкиот список и со сите останати не помалку важни компоненти на избирачкиот процес кој е во најблаго кажано тажна состојба. И тоа со години. Ние имавме проверка на избирачкиот список во кој имаше низа недостатоци, низа недоследности и сигурен сум дека тие недостатоци се намерни. Се работи за тоа дека бројката на сомнителни записи, кои беше проверувана на терен, не вклучуваше претходно идентификувани фантомски гласачи. Ова секако со сиот ризик една членка од Државната изборна комисија да повторно да ме повика јавно преку интервјуа во провладините мегафони да им набележам точно кои се фантомските гласачи. Ги имаме со адреси, ги имаме со број на избирачки места каде што гласале и ги имаме и имињата на луѓето во чие име се гласало додека тие биле во странство и не се вратиле по 10, по 5, по 15 години, а тие се наоѓаат во избирачкиот материјал заокружени како да гласале. Нашата организација, како една од организациите кои релевантно се занимаваат со овој проблем, има сериозни методологии и нема никакви интереси да ја прикажува вистината на поинаков начин, односно да манипулира со вистината. Имаме податоци и сведоштва кои зборуваат точно за тоа дека се уште имало фантомски гласачи, меѓутоа не се нашле на списокот за проверка на терен. И исто така, луѓе кои се наоѓале како сомнителни гласачи во тој избирачки список зборуваат и изнесуваат податоци и сведоштва и документи според кои се гледа дека 30 години наназад не ја промениле
својата адреса, немале никаква промена во својот секојдневен ритам и се зачудуваат, па и навредени дел од нив се јавуваат во цивил, бидејќи кога ќе им кажеме па јавете се и во Државната изборна комисија, тие велат тие не постојат за нас. Ние се јавуваме кај вас и во МОСТ и тоа е се. Она што исто така го забележавме во текот на таа, има стотици примери, е дека се случувале ситуации дека тие не живеат воопшто на таа адреса, каде што биле проверувани. И обратно. И многу други такви случаи. Тие се представуваат и со име и со презиме, секако кога ги објавуваме на нашата веб страница. Според нашата методологија, ние одиме со секојдневно објавување на нашите наоди. Нив ги заштитуваме како идентитет, 100%. Но тие имаат доверба и се представуваат и ги даваат дури своите документи за подкрепа на тоа што го тврдат. И ги повикуваме да продолжат да го прават тоа. Иако не можеме, за разлика од претходно, првиот пат кога беше даден избирачкиот список на јавен увид, кога и ние со голем оптимизам и со радост ја дочекавме таа алатка на ДИК, сега не можеме да им гарантираме дека нивните забелешки, дека нивните сведоштва, дека нивните податоци ќе наидат на позитивен прием кај Државната изборна комисија. Бидејќи стотиците пријави за кои пишувавме, сведочевме, и за тоа дека разговаравме со дел од представниците на институциите, гледаме дека воопшто не се земени предвид. Меѓутоа, овој процес е долг и макотрпен. Ако замолчиме и се обесхрабриме, дури тогаш нашиот крај ќе биде извесен и лош. Ако бидеме истрајни и ако постојано укажуваме на тоа што се случува и со избирачкиот список, меѓутоа и со целиот систем, избирачки процес, а се разбира и во поширока смисла на зборот, тогаш имаме шанса, како граѓанки и граѓани на Република Македонија, да дојдеме до она што го викаме нормално општество. Малку е тажно кога велиме слободни избори. Изборите тоа го подразбираат, да бидат слободни. Она што во Европа го гледаме како многу нормално секојдневие, овде за нас изгледа како научна фантастика. Само со учество на граѓанките и граѓаните, секојдневен притисок, имаме надеж дека ќе направиме некакви промени во овој систем.